Секогаш кога станувало токму за ова прашање, со гордост сум истакнувала колку ние во Македонија не сме имале таков проблем, значи зборувам споредбено. Дури кога ако земеме да споредуваме со Централна и Источна Европа, таму е многу пологичен и повидлив развојот како дошло до овие ограничувања и рестрикции, за разлика од Македонија, како што истакна многу убаво со прегледот Бојан, тоа беше направено на еден многу кукавички, и многу подмолен начин, без никаква општествена дебата, па дури она што е специфично за македонскиот случај е што ние во Уставот го имаме регулирано ова прашање, во смисла на дозволен, односно легален абортус, значи тоа влегува во нашата уставна репродуктивна слобода. Исто така самиот закон кој што е спорен ударно го дефинира абортусот како дозволива работа, односно медицинска интервенција за која што жената одлучува, а сите ограничувања, па дури во одредени ситуации реално невозможување на правото се одвива на еден кукавички, односно заднински начин, значи она што се вели народски на мала врата, и тоа е многу специфично за нашата ситуација. Од друга страна, тоа е многу тешко во борбата дека има проблем во ситуацијата, затоа што дури оние кои што не се противници ќе ви кажат, ама знаете, законот го дозволува абортусот, дека тука само се регулирани некакви сити процедури кои што наводно се нели во корист на здравието на жената. Многу е тешко на луѓето да им се објасни всушност која е големата опасност со овој закон и од страна на власт која што самата почетно не негира дека абортусот во Македонија е уставна загарантирана категорија, последователно и во самиот закон. Значи, не се обидоа да го сменат уставот. Ако веќе имате некаква вредностна идеолошка теза околу целата проблематика, единствен начин во слободно и демократско општество е аргументите да ги ставите на маса и да се борите за промена на уставот на земјата. Во Македонија тоа не беше случај и тоа мора да се има во предвид кога станува збор за борбата околу враќањето на таа уставност, односно на таа уставна загарантирана репродуктивна слобода. Втората специфична работа што беше околу кампањите и што исто така мислам дека многу малце спродираше во јавноста, па еве сега ќе го кажеме, што владата се стави во улога не само на доносител на неуставен закон, туку и на водење со буџетски пари на кампања која што е практично против уставот. Значи, едно е политички партии да водат кампања со своји средства за некоја кауза, колку и да смислите дека е куку или неприфатлива, тоа во демократијата е дозволена работа, меѓутоа со државни, со владини пари, со буџетски пари, да вие водите ефективна кампања против уставот на земјата, во случај во однос на репродуктивната слобода, е невидено нешто. Значи, сите овие спотови и сите тие работи за кои што истакнуваше Бојан се голем проблем кој што кон кој што треба сериозно исто така да се спротивставиме и да го имаме на ум. Како што знаете, значи сега во однос на законот како стојат состојбите, од кога беше донесен, ние веднаш есента, значи од јуни беше донесен, и есента јас и неколку невладини организации, вклучително и домаќинот тука, значи ХЕРА, Хелсиншки комитет, Реактор и Коалицијата за сексуални и репродуктивни права на маргинализираните заедници, поднесовме таа иницијатива за испитување на уставноста на законот пред Уставниот суд на Република Македонија, и како што можете да видите во самиот наслов, станува збор за неуспешна иницијатива, меѓутоа зборот неуспешна сватете го во фактичката смисла на зборот, не како нешто што ние не сме успеале добро да го аргументираме и да го приложиме пред Уставниот суд. Речиси немаше фалинка на законот, било суштинска, било од оспетна процедура која што не беше
добро срочена, аргументирана и со она што е правото во рамките на Советот на Европа, во Обединените нации, значи сите стандарди, све беше истакнато, меѓутоа имаше проблем со Уставниот суд во смисла што практично, и затоа можеби покоректно би било да се каже, неуспехот Уставниот суд да ја заштити репродуктивната слобода, туку одбивањето на Уставниот суд да ја заштити уставната репродуктивна слобода, бидејќи јас не знам пофлагрантен случај каде што Уставен суд на најшколски пример, дури на најграматичко читање на една уставна одредба така најдиректно да одбие да го заштити Уставот во даден случај како што е овде со Законот за прекин на бременоста. Во таа смисла јас ќе се осврнам на некои од аспектите, некои во јавноста беа кажувани, до некаде и Бојан ги спомна, меѓутоа има аспекти, особено во делот на она што беше одговорот на Уставен суд, што се невидени небулози, а кои што сите заедно во целина, парадигматично, всушност не се следува толку околу дебатата филозофска кога почнува животот и не знам правата на децата, предраѓање, посраѓање, кога е правниот субјективитет и сите тие работи, туку е директно, највулгарно, најбрутално ограничување на правниот субјективитет на жените, односно особено на деловната способност на жената. Затоа и во целата дебата многу, мене лично помалце, иако сте релевантни, меѓутоа помалце ударно треба да се истакнуваат тие наводни здравствени, научни, не знам какви аспекти, колку што е прашање на одбрана на правата и слободите на жената, значи сосема вредносна и идеолошка матрица, а ако земеме во целина сите други сфери во кои што тоа се прави напад врз половата рамноправност на жените, значи и во проблематиката околу демографијата, наталитетот, и во однос на улогата на жените во работните односи, на сите фронтови, ќе видите дека овој закон е само едно парче од целата тој напад на негирање на правата и слободите на жените, а во известни димензии, што е зачудувачки, на отворено женомразење, односно на она што некои го викаат нели мизогинија. Значи такво нешто во Македонија никогаш не било дозволиво во јавниот настап меѓу и во политичката и во другата комуникација. Значи ако одиме конкретно, на пример, првиот и основниот напад каде што се гледа ова што досега го кажував е околу она што беше процедура за одобрување. Значи иако се зборува за нешто што е во самата дефиниција на абортусот слободна одлука, веднаш по дефиницијата ви дава дека има процедура за одобрување на правото на прекин на бременоста. Ние тоа го оспорувавме пред Уставен суд и Уставен суд одговорот беше не, тоа е само поднесок, а не и иако самиот збор што го користи законот е токму одобрување и сите тие процедури јасно гледат не дека одредбата е регулирање, како што потоа толкуваше Уставниот суд, туку буквално е ограничување на правото. Значи, тоа не беше прифатено, меѓутоа од овој процедурален аспект, ако ја видиме суштината, практично станува збор на ударно ограничување на деловната способност на жената. Споредбено со другите медицински постапки, каде што немате одобрување, си има нормална непосредна комуникација и протоколи, вие овде ставате дека жената нема доволен капацитет да ги реализира своите слободи и права, па мора да бара одобрување и све она што е последователно. Вториот аспект не би се задржувал, иако е многу важен во делот можеби на една проблематика околу малолетните лица и лицата со попреченост. Овде меѓународните стандарди одат кон, бидејќи се сработи за специфично интимно прашање, да може да имат капацитет самите да одлучуваат, меѓутоа кај нас Уставниот суд исто така тоа го одби како аргументација. Натаму, она што е едно од најгрозните
аспекти на законот, а кои што во јавноста немаше многу приеме, токму за оние дури случаи каде што најтврдите поборници против абортусот во Централна и Источна Европа го дозволуваат, а тоа е случаите на родоскрнавење, силување, малформации на плодот. И нашиот законодавец има едно монструозно решение, за кое што јас немам објаснување зашто во јавноста не се проби доволно, имено каде што се вели дека даат во тие ситуации, дури по 10-та недела тоа е дозволиво, и вие викате да, окей, тоа е многу цивилизирано решение, очекувано и секој би се согласил, дури овие најтврдиве противници, а веднаш во следната одредба имате едно кукавиче јајце, каде што вели дека некоја сети комисија таму може, ако одлучи дека е тоа во интерес на здравјето на жената, да го негира правото дури и во такви ситуации. Значи, ефективно, во Република Македонија, со овој неуставен закон, се дава законска основа на жените да им се негира абортусот, дури во ситуации кои што најтврдите поборници против абортусот прават компромис, односно ги прифаќаат. Тоа е да ви речат, ако сте силувана, ќе си го родите детето. Ако е родоскрнавење, ќе си го родите детето. Ако е со малформации, имавме веќе и во праксата такви ситуации, ќе си го родите. И што е најважно, сето тоа од аспект на телеологијата, на одредбата, ние што би рекле правниците, односно која е вредноста што се штити, тоа било, ако не сте знаеле, во корист на здравието на жената, значи нејзината благосостојба. Мислам, тоа е елементарна логика нема. И тоа е една монструозна одредба за која што Уставниот суд тотално се направи дека не разбира што е аргументот. Буквално одговорот, ако го читате, ние таму објаснуваме за сонцето, тие нешто за месечината одговараат едноставно затоа што немаат никаков аргумент како тоа да го спакуваат во некаква уставна рамка. Натаму друг проблем кој што значи тоа беше во однос на продолженото право за прекина бременоста, нешто што јавноста е апсолутно несвесна дека постои како проблем. Што се однесува до однос на она што беше одобрувањето односно правилникот за советување кој што е најавен во законот, во самата одредба се гледа дека тенденцијата е да биде против слободната одлука на жената да одлучи евентуално да абортира. Ние го аргументиравме тоа. Уставен суд вика не, извршната власт не значи дека со оваа одредба се вмешува, меѓутоа и дека е тенденциозно, туку е чисто информативно. Тоа е аргументацијата на Уставен суд. Но последователно или ако може би индикативно, 2 дена пред Уставен суд, после година дена чекање, да не кажам квачење на нашата аргументација, за после да излезе со таква аргументација како што излезе, кажува дека всушност 2 дена пред да Уставен суд одлучи, Министерството за здравство, односно министерот, го носи тој фамозен правилник во кој што буквално се гледа дека нашата аргументација е точна, односно дека тоа е максимално злоупотребено за жената која што се советува да биде практично инструирана против својата слободна одлука на избор, евентуално за да абортира. И ако збориме сега во контекст на тоа што да се прави после овие небулозни аргументи, односно аргументи во наводници и срамно одбивање на Уставен суд да го заштити Уставот, а со тоа и женските репродуктивни слободи и права, една од работите кои што треба да се направи е можеби овие иницијатори кои што бевме во првиот круг да го нападнеме овој подзаконски акт, бидејќи и тука директно ќе се може да се повикаме токму на аргументацијата на истиот состав на Уставен суд, каде што самите практично ќе видат дека нивното толкување не е спроведено во правилникот од страна на извршната власт, па ајде да ве видиме тогаш дали ќе негирате дека тој е неуставен, иако нели кај нас со овој состав на Уставен суд може се да очекуваме.
И другата работа која што е јасна, дека бидејќи уставот не е проблем, туку толкувањето на уставен суд, јасно е дека целиот процес на борба треба да се врати во областа на политиката, имено да се менува законот, и јас лично сметам дека сите невладини организации на кои што им е блиска оваа кауза, сите слободумни граѓани кои што им е важен уставот и почитување уставот како концепт, на сите кои што им се важни уставните слободи и права на жените, треба секој ден, на секој можен начин да прават ова прашање да стане едно од првите 5 изборни прашања во државата. Значи едно од одлуките врз основа на кои што ние ќе бираме, за кои политички сили, за кои партии ќе гласаме, особено женските гласачи, но и сите гласачи, значи вклучително и мажите кои што се блиски за оваа кауза, да го земат во предвид, како што е за жал тоа случај во некои други држави. Кај нас ќе мора и ова да стане изборно прашање, тоа многу важно изборно прашање. Невладиниот сектор и натаму да се води својата прилично добра и ефикасна борба со вадење на примерите на лошите последици, значи овде не се апстрактни индивидуи во прашање, туку реални човечки животи, реални животи на жени и со едукативната кампања, има и еден аспект во делот на правото, значи покрај ударната политичка борба и изборна борба, овој или секој последователен циклус што доаѓа е да правниците кои што значи особено адвокатите и жртвите на ваквите ситуации постојано да го напаѓаат законот по судски пат. Значи во сит да се бараат оштети, да се поведуваат судски спорови, самиот уставен суд инаку не го негира тоа. Сме на неколку пати во мислењето нагласено дека жените во однос на овој закон имаат право и на управна и на судска заштита, може да го имаат за граѓанско правни оштети ако дојдат до вакви ситуации каде што имате реално штетување. Значи законот буквално да им се смрачи на сите оние кои што го имаат донесено и го поддржуваат и евентуално да го смениме во она смисла во кој што ние претходно го имавме.